Веќе 2 месеци пациентите со мултиплекс склероза не можат да го добијат потребниот лек Копаксон на клиниката за неврологија. Стравуваат дека состојбата драстично ќе им се влоши ако не го добијат, а во меѓувреме државата си игра топло-ладно и не може или не сака да го комплетира тендерот за набавка на истиот. Пациентка од внатрешноста која сака да остане анонимна бидејќи се плаши од ивоиднина нема да добива соодветен третман доколку јавно проговори, за Алфа сведочи за голготата низ која минува. Од друг град, заедно со други пациенти. Континуирано се јавуваме и доаѓаме до Скопје, но се уште ги нема лековите. Исто така, не можеме во секој град да го подигнеме и секој месец треба да одиме до Скопје да го земеме. Бараме одговор од директорот, како и министерот, дали изборите се поважни од нас пациентите. Од неврологија прво ни рекоа дека постапката е во тек и дека се очекува да заврши во брзо време. За сега директорот да рече дека тендерот е завршен, но во тек е жалбена постапка. Постапката е завршена, но поради жалба на еден од понудувачите во тек е жалбена постапка која очекуваме наскоро да заврши и да се пристапи кон потпишување на договорот. И додека институциите ги решаваат административните проблеми, пациентите секојдневно се соочуваат со проблеми. Ана Карајанова Димитрушева од Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза вели дека е потребно системско решение. Повеќе од 1 месец се работи за недостапност на оваа терапија Копаксон. Самата тендерска постапка е таа која што го ја кочи нели набавката и достапноста до пациентите. Не е работата, лекот го нема моментално и после 5 месеци ќе го нема, после 2 години ќе го нема. Работата е едно системско решение за да не се случува топло-ладно, нели го има, го нема. За мултипла склерозата нема лек и на пациентите им е потребна редовна терапија која ги ублажува симптомите и го спречува прогресирањето на болеста. Доколку не ја примаат терапијата, состојбата трајно и неповратно се влошува.